Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Последна седница на Виничкиот совет во годината што изминува. На дневен ред беа повеќе точки околу кои се разви жестока дискусија, а беше донесен и локалниот буџет за 2015 година, кој не ја доби поддршката од опозицијата. Последна седница на Виничкиот совет во 2014-та. Жестокоста што беше најавувана не изостана. Меѓу останатите, мнозинството и опозицијата се судрија и околу точката што беше во фокусот на вниманието – буџетот и неговото извршување. Според правичниот предлог, буџетот на општина Виница за 2015-та требаше да тежи 312 милиони и 600 илјади денари. Нов предлог е да се намалат за купниот буџет и приходите и расходите да се намалат за 6 милиони 366 илјади денари, бидејќи беше неизвестно дали средствата од кредитот од Министерството за финансии ќе стигнат до крајот на годината или не, и заради сигурност беа планирани овие 6 милиони 366 илјади за наредната година. Веќе, до петок год знаевме дека средствата се пристигнаа на жиросметката на општина Виница, така да денес видовме дека се извршени и реализирани спрема добавувачот, и поради тоа нема потреба овој износ од 6 милиони 366 илјади да биде вклучен во колоната приходи од кредити и расходи од кредити. Опозицијските советници поведоа аргументирана расправа, сметајќи дека предлог буџетот што го проектираше локалната самоуправа е предимензиониран. Понатаму, смета опозицијата, ако се земе предвид искуството со ребалансот или извештајот за третиот квартал од годината, буџетот не е остварлив. Најголем дел од буџетот, преписајќи бројки ќе кажеме, оде за плати и стоки и услуги, најголем дел или од тие 312 милиона, кои ќе иземете платите во сите оние институции, што е од дотации, што иде за образование, што иде за другите дејности, платите на единицата на локалната самоуправа, и кои ги земете стоките и услуги, доваѓате фрапантна бројка над 200 милиона. Вкупните 300, над 200 милиона се стоки и услуги и плати. За приходите од продажба на градушно земјиште. Таму ни беа најголемите потфрлиња во годината што измина. Добро се сеќавам. И сега тука имаме, ако приходи од продажба на градушно земјиште за годината што измина сме планирали 7 милиона и 800, сега предвидуваме 23 милиона 685. А тие 7 милиона 800 сме ги потфрлили со 80-90% на 2014. Не ми се логично, нема да го поддржам буџетот. Трајков праша зошто секој нареден локален буџет мора да биде поголем од претходниот, а како пример го посочи буџетот на општина Кочани, кој споредбено со претходниот е помал за 50 милиони денари. Не може буџетот за, не знам, за да се вратиме со години, континуирано се зголемува, а ние реално сите знаеме дека населението во Виница се намалува, дека младите, не младите, голем дел од населението и се дека општествениот производ, ако го гледате во Виница, е намален, а ние буџетот го зголемуваме. За оние што не е јасно, буџетот е зимање на пари од народот и нели по дефиниција повторно прераспределување кај народот. Што правиме ние? Во Виница имаме се помалку луѓе, а секоја година повеќе ги оптеретуваме народот, фирмите или како сакате да се кажат. По исцрпувањето на дискусиите, советничкото мнозинство даде поддршка на предлог буџетот и неговото извршување, додека опозицијските советници гласаа против. Буџетот на општина Виница за 2015 е проектиран на 298 милиони 691 илјади денари, од кои основниот буџет е 130 милиони 853 илјади денари, 143 милиони 76 илјади денари се блок дотациите, 10 милиони 92 илјади денари се самофинансирачките активности, 4 милиони 350 илјади денари се донации, додека 10 милиони 320 илјади денари представува заем од Светската банка за проектот подобрување на општинските услуги. Општина Зрновци потпиша договор за соработка со компанијата Екопак Хит во делот на проектот Интегриран систем за управување со отпад од пакување. Во 2015 година ќе биде ставена во функција и фабриката за селекција и делумна преработка на отпад од пакување.
Донација која се состои од 4 садови за селекција на отпад и специјални чевли за работа за вработените во комуналното јавно предпријатие Водна кула Зрновци, донираше компанијата Екопак Хит од Кочани на општина Зрновци. Соработката продолжува и во делот на реализирање на проектот Интегриран систем за управување со отпад од пакување. Вредноста на донацијата изнесува 87.000 денари. Во 2015 година општина Зрновци во целост го исполни договорот со Екопак Хит Кочани за интегриран систем за управување со отпад од пакување. Со обзир на тоа што веќе се договоривме со Екопак Хит Кочани дека ние нашата фабрика за селектирање на комунален отпад ја преотстапиме на управување од страна на Екопак Хит Кочани, така да ќе имаме услови за да можеме овој комунален отпад да го селектираме, со обзир на тоа што веќе добивме 4 контейнери за 2 за собирање на хартија, 2 за собирање на пластика, така да ќе обезбедиме услови да целиот овој комунален отпад биде селектиран на посебно место надвор од оној комунален отпад кој што е од органско потекло. Така да јас се надевам дека навистина животната средина знатно ќе ја подобриме во нашата општина. Со овие 4 и во претходната година 3, значи со 7 контейнери, ја подобруваме сликата за поубаво и чисто Зрновци. Меѓутоа, многу важен настан за Екопак Хит и мотив за 2015 година представува ставањето во функција на фабриката за селекција и делумна преработка на отпадот од пакување. Ова ќе биде доволен мотив да Екопак Хит инвестира и комплетно ја опреме општина Зрновци со сите садови потребни за селекција како на јавните површини, така и на граѓаните. Екопак Хит 4 садови за селекција на отпад донираше и во општина Чешиново Облешево, каде што изврши брендирање на возилото за комунален отпад. Донацијата е вредна 88.500 денари. Со тоа и оваа општина стана дел од големото семејство на Екопак Хит и се придружи на мотото "Чувар на вашата околина". Земјоделска механизација како подршка од Министерството за земјоделство доби земјоделската задруга Агрообнова од Облешево. Ќе се користи за обработка на сопствените површини, но и за давање услуги на земјоделци кои не се членови на задругата. 2 современи трактори од марката John Deere заедно со приклучна механизација доби земјоделската задруга Агрообнова од Облешево. По аплицирањето за набавка на опрема, во ресорното министерство било оценето дека барањето е оправдано, поради што е дадена и финансиска подршка од државата со околу 90% од вредноста на опремата. Со тоа, една година по формирањето на задругата, незините членови сериозно се зафаќаат со реализација на планот за квалитетна обработка на земјиштето и добивање квалитетно производство. Да се заблагодариме на Министерството за земјоделие и на платежната агенција што ни овозможи оваа шанса за добивање на земјоделска механизација која ќе користиме за потребите на задругата, за преработување на нашите површини и така да понатаму планираме исто во иднина да земеме и преработувачки капацитети. Освен обработката на сопствените површини, членовите на задругата ќе бараат и земјиште што е во државна сопственост, а стои необработено подолг период. Ние како задруга, меѓу првите задруги имаме влог земјоделско земјиште. Сега целта ни е да ги обработиме нашите обработливи капацитети, но не застануваме тука, ќе бараме каде има обработлива земјоделска површина под државна сопственост, ќе аплицираме за да можеме земјоделското земјиште на задругата да го зголемиме, со тоа да ги зголемиме и приносите на задругата, за да можеме да работиме успешно. На територијата на поранешна општина Кочани има државно земјиште што е необработено, поради што се размислува за негова распределба на заинтересираните. Во Кочанска општина ќе се распише во најскоро време над 800.000 метри квадратни површина која ќе отиде на електронска аукција, така да земјоделците ќе можат да аплицираат за оваа површина. Се работи за стара општина Кочани, поточно целата територија на стара општина Кочани. Ова е уште еден знак дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги исполнува своите зацртани планови за развој на земјоделието. Ова е втора задруга која доби механизација во овој период. Ги повикуваме сите земјоделци кои се заинтересирани за формирање на задруги, да ги посетат просториите на Министерството за земјоделство и шумарство, да ги добијат потребните упатства и се надевам дека со ова ќе го развиеме земјоделието. Подршка за работењето на задругата доаѓа и од локалната самоуправа на Чешиново Облешево. Како општина за пример што оваа задруга се отвори овде кај нас,
и за прва задруга во Источна Македонија што добива механизација. Со тоа што и како градоначалник се гордеам на ова нешто, се надевам во блиска иднина ќе има и повеќе заинтересирани луѓе за овакви задруги. Се надеваме дека ќе почнат и понатаму да се добиваат земјоделски површини, кој што кажа раководителот на подрачната единица. Во земјоделската задруга Агрообнова размислуваат во иднина, освен набавката на механизација, да изградат преработувачки капацитети, пред се за лупење и пакување ориз. Со тоа очекуваат подобар пласман на своето производство и вработување нови луѓе во задругата. Уште една хуманитарна активност за помош на нашиот сограѓанин Даниел Митков организираа средношколците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Во паркот во Кучани продаваа прехранбени производи што сами ги изработија, а остварениот приход целосно ќе го донираат за потребната операција. Студеното време не ги поколеба учениците од 4-та година во Средното општинско училиште Гошо Викентиев во организирањето на продажна акција за помош на Даниел Митков. На штанд во градскиот парк донесоа собствено изработени прехранбени производи и новогодишни изненадувања, што ги нудеа по символична цена. Рекоа дека акцијата продажба на органска храна, домашна изработка, ја организирале заеднички, при што секој дал собствен придонес според можностите. Производите ги подготвија матурантите од Гошо Викентиев, кој дел од производите се подготвени дома, а кој не можел да подготви дома, купил. Продажната акција го привлече вниманието на минувачите и за кратко време беа продадени повеќето од изложените артикли. Сега е новогодишни празници, божикни празници, кога луѓето треба да даруваат на оние на кои што му е потребно, па заради тоа одлучивме и ние да се вклучиме во една таква акција. Може би нема да собереме многу пари, финансиски средства, меѓутоа доволно е да го поттикнеме нашата кочанска јавност, Кочани и по широката околина да направи нешто за момчето, за да може да се оперира. Во организирањето на продажната акција поддршка даде и локалната самоуправа на Кочани, а учениците од Гошо Викентиев ги повикаа и другите институции во општината да се вклучат во донирањето помош за Митков. Волонтерите од Црвениот крст од Кучани го одбележаа денот на волонтеризмот. Општинската организација на Црвен крст Кочани со оваа мала свеченост го одбележува Светскиот ден на волонтеризмот. Овде беа доделени пехаве дипломите на нашите мали херои кои напорно работеа и изработија 4 мали проекти. Им помогнаа на многу луѓе. Потоа беа додели членските картички на нашите нови волонтери кои активно се вклучуваа во активностите на Црвениот крст и денес официјално станаа членови на најголемата светска организација на Црвен крст. И за крај, но не помалку важно, 10 луѓе кои поминаа обука за спасители на вода се здобија со национални легитимации. Традиционален новогодишен концерт одржа фолклорниот ансамбл Кочани во текот на викендот. Настапија сите членови на ансамблот, а програмата ја збогати и присуството на Дедо Мраз и децата од фестивалот Музички бранови. Дедо Мраз со своите звончиња не ги изостави и членовите на фолклорниот ансамбл Кочани. Ги посети на новогодишниот концерт кој викендов се одржа во салата на мултикултурниот центар. Настапија сите членови на ансамблот, од најмали до највозрасни, а салата беше претесна да ги прими сите гости кои сакаа да присуствуваат на концертот. Се играа многу ора од репертоарот на фолклорниот ансамбл Кочани и со овој концерт го почуваме празнувањето на празниците и чекањето на новата година. Мислам дека успешно ја завршивме оваа година. Децата научија многу кореографии нови и многу нови ора и имаме многу нови членови. Фолклористите остварија турнеи во Македонија и надвор од неа. Словенија и Австрија, Турција, Бугарија и Србија беа само дел од успешните турнеи на овој ансамбл. Во 2015 со нови сили и остварувања на нови турнеи и патувања. Традиционална посета од Дедо Мраз на децата кои моментално престојуваат на детското оделение во Кочанската општа болница. Им подари новогодишни пакетчиња и играчки. Дедо Мраз изнуди насмевка од децата кои се лекуваат на детското оделение во Кочанската болница и кои новата година ќе поминат таму. Им подари пакетчиња и играчки кои што се донација од кочански фирми и лица. Донација во вредност од околу 50.000 денари имаше и од Слободан Трајчевски, кој живее и работи во Скопје. Во овој предновогодишен период имаме една донација од Слободан Трајчевски, тој е физичко лице кој што живее и работи во Скопје. Значи донацијата се состои од еден телевизор за
детско оделение за собите кај дечињата и од 5 современи инхалатори и исто така околу 20 пакетчиња. Исто така имаме донација на пакетчиња од Зендолино и од Амичи, школата за странски јазици Амичи. За новогодишни пакетчиња и од Ротари клубот, кои што во текот на наредниот ден ќе ги поделат. Така да ќе има повеќе играчки, подароци за новата година. Детското оделение на Кочанската општа болница во моментов е полно со деца кои се лекуваат претежно од горни респираторни инфекции. Апостолски додаде дека, иако оделението е полно, состојбата не е алармантна, затоа што во овој период од годината секогаш е така, од причина што децата се најосетливи на временските промени. Сдруженијето Благородна мисија подели новогодишни пакетчиња за децата од социјално ранливите категории кои се на предучилишна возраст. Исто така, за нив беа обезбедени и пакети со облека, како и мала новогодишна забава. Традиционално, пред новогодишните празници, активистите од Сдруженијето Благородна мисија не ги забораваат најмалите сограѓани, кои не посетуваат училиште или пак немаат друг вид институционално згрижување, а живеат во семејства што спаѓаат во социјално ранливите категории. Во просториите на Сдруженијето организираа предновогодишна забава, а средбата ја искористија за да им поделат и новогодишни пакетчиња и зимска облека. Овој пат одбравме 50 дечиња кои што ги посетија нашите канцеларии и многу сме срекни кои што дојдоа и не посетија, нели, има организирано новогодишна забава со Дедо Мраз, се сликаа и мислам дека и дечињата се срекни и весели кои што некој се обидел и за нив да организира ваква забава. Овој пат имавме и донатори за новогодишни пакетчиња. Винчини од Виница ни обезбеди пакетчиња за децата, а новогодишната забава ја надополни и пекара Беличеви и исто така сме нели благодарни. Од Благородна мисија рекоа дека освен новогодишната забава и делењето пакетчиња, деновиве имали друга хуманитарна активност, во која во соработка со фирма од Кочани на семејство од општината Чешиново Облешево му донирале бела техника. За едно семејство од Спанчево обезбедивме машина за перење, односно собственичката на Евробрана градче ни обезбеди машина за перење налишта. Однесена е во семејството. Тоа е семејство кој што нели едниот родител е починат и има 2 малолетни деца. Во име на Сдруженијето Благородна мисија, Ефтимова упати честитка по повод новогодишните празници, при што рече дека и во идната година ќе продолжат активностите за помош на граѓаните кои спаѓаат во социјално ранливите категории. Новогодишен пазар организираа наставниците и учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи. Собраните средства ќе се употребат за наставата во училиштето. Во рамки на активностите за заедничка грижа на учениците што се промовираше оваа учебна година од страна на Министерството за образование и наука во Основното училиште Свети Кирил и Методи, учениците организираа новогодишен пазар што се одржа денеска. Ние како училиште секоја година имаме некои активности што се за подготовка на новогодишните празници. Ова ни дојде како дополна со тоа што претходно имавме работилница заедно со родителите, кои што заедно со наставниците и учениците заеднички изработуваа сувенири, честитки и други некои изработки што се адекватни за новогодишните празнувања. Денешните активности всушност на овој новогодишен базар е тие да бидат презентирани и да бидат пласирани за купување, со тоа што средствата што ќе се соберат на овој новогодишен базар ќе бидат употребени за наставата во училиштето. Новогодишниот пазар не е да се продадат направените нешта, туку целокупната активност има специфична димензија со тоа што се дружеа заедно наставниците, родителите и учениците и целта и ефектот се постигнати. Уште една премиера на новогодишна театарска представа подготви воспитно-образовниот персонал од клонот 4 на детската градинка Павлина Велјанова. Представата е наменета за најмладите гледачи, а снимка од неа ќе можат да видат и гледачите на Канал 8 за време на празниците. Традиционално и годинава, вработените во клонот 4 на градинката Павлина Велјанова од Кочани ги изненадија најмладите со новогодишна театарска представа. Во текот на изминатиот месец вредно работеа на подготовка на драмската игра и на изработка на костимите и сценографијата, па премиерната изведба беше убав подарок за дечињата од градинката и од пониските одделенија во основните училишта. Во пресрет на новогодишните празници, кога сите делат подароци и детската градинка Павлина Велјанова клон 4 се реши
на еден поинаков подарок за дечињата од детската градинка и од основните училишта во градот Кочани. Им подари една необична театарска представа со наслов Новогодишната желба на Дедо Мраз. Нема да ви откриеме затоа што подоцна и вие ќе ја проследите. Представата се работеше тимски, односно свој придонес дадоа и вработените и децата кои го посетуваат клонот 4 на градинката. Театарската представа беше реализирана од страна на воспитувачките и дечињата од големите групи во клон 4 од детската градинка Павлина Велјанова. Представата имаше 3 изведби со цел да ја видат што поголем број деца од градинката и од основните училишта. Во техничката подготовка свој придонес даде и Канал 8 телевизија, а гледачите ќе имаат можност да видат снимка од представата за време на новогодишните празници. И за крај од вестите проследете ја спортската информација. Голем интерес за тренирање карате во Виница со отворањето на клубот Лидер. Одржано првото полагање за членовите, чиј број е во постојан пораст. Во спортската сала во основното училиште Славчо Стоименски, каде се одржуваат тренинзите, беше спроведено првото полагање на карате клубот Лидер, согласно препораките на Шотокан Федерацијата на Македонија. Карате клубот Лидер брои околу 20 членови, што значи околу 20 членови сега ќе полагаат. Има млади и талентирани деца. Јас сум задоволен од почетоците. Може и сами се уверивте, видовте сега дека на самото полагање. Меѓутоа, целта не е да застанеме сега тука. Ние планираме да продолжиме, што значи од наредната сезона ќе почнеме со турнири, како домашни, така и меѓународни турнири, а понатаму ќе продолжиме со државни првенства. Па јас сум оптимист. Мислам дека некој од овие талентирани дечиња ќе успее, значи, да не израдува, да земе еден медал, па и на државно првенство, зошто не и на некое европско или на некое светско првенство. За време на зимскиот училишен распуст, тренинзите на карате клубот Лидер ќе стагнираат. Ќе продолжат во февруари, од кога клубот повторно ќе биде отворен за уписи на нови членови. Од февруари почнуваме. Слободно може сите заинтересирани што сакаат да изучуваат оваа техника, може да дојдат, да се запишат и тие да бидат едни од членовите кои што ќе направат некој успех во каратето. Дел од комисијата за спроведување на полагањето на карате клубот Лидер беше освојувачот на европска бронза од Португалија Мартин Стоименов. Како тоа што го видов денес, има голем потенцијал кај младите дечиња. Карате е еден од најинтелигентните спортови, има потенцијал, заинтересирани има, волја, талент, се што е потребно за голем успех. Карате клубот Лидер функционира веќе 4 месеци, а интересот за овој спорт во Виница бележи нагорна линија. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.